Денеска почнуваме една нова серија проповеди, две проповеди ќе биде. Серијата се вика Само живост до соживот. Денешниот текст, како што прочита Михаел, ќе биде од Филипјаните. Посланието од Филипјаните е напишано од апостол Павле. Верувам дека сите сте слушнале за апостол Павле, па и знаете можеби нешто повеќе за него. И јас би сакал да кажам неколку збора за тој човек. Кој е тој што го напиша тоа прекрасно послание до Филипјаните? Наместо да ви дадам некои обработени информации кои јас сум ги истражувал, можам да го направам, за тоа кој историски апостол Павле, од каде потекнува, од кој град доаѓа, која школа ја следи, на кој начин пишува, и многу работи може да се кажат за апостол Павле, кој стил го користи за пишување. Сепак јас ќе прочитам еден дел од посланието до Филипјаните кој открива за каков човек станува збор. Посланието до Филипјаните го открива тоа. Слушајте внимателно што пишува апостол Павле. Во првата глава 15 до 24 вели вака: некои на вистина од завист и желби за кавга, а други од добра волја го проповедаат Христос. Едни го проповедаат Христос од љубов, знаејќи дека јас сум поставен да го бранам Евангелието. А другите имаат желба да се препираат неискрено, мислејќи дека наголемуваат тежината на моите окови. Апостол Павле вика, некои проповедаат затоа што се охрабрени, затоа што јас сум во затвор, си викаат ова вреди да се проповеда. А некои затоа што сакаат да ми наштетат, па проповедаат за инат на мене, за уште толку да ме стават у проблеми. Другите пак проповедаат од љубов, знаејќи дека јас сум поставен да го бранам Евангелието. Зашто знам дека тоа ќе ми послужи за спасение со вашата молитва и преку дејството на Духот на Исус Христос, како што очекувам со нетрпение и се надевам дека во ништо нема да се посрамам, но со сета моја храброст, како и секогаш, така и сега, ќе се возвеличи Христос во моето тело, било со живот, било со смрт. Искрено да бидам, јас тоа не можам да го изјавам сега во овој момент, ако ме прашате. За мене, да се живее, значи Христос, а да се умре, придобивка. Ако пак живеењето мое во тело ми придонесува плод на делото, тогаш што да одберам не знам. Измачуван сум и од едното и од другото. Сакам да заминам и да бидам со Христос, бидејќи тоа е многу подобро. Но да останам во телото е попотребно за вас. Желбата да биде со Христос, што значи во превод да умре, се бори со желбата да биде за благослов на црквата. Тие се двете најголеми желби кои кај апостол Павле не знае кој да ја одбере. Во превод тоа значи вака. Вика, имам поделени чувства, дали да живеам или да умрам. Моето прашање, што е со човекот финтаво човече? Тоа јас не сум сретнал човек кој го прави тој муабет. Да ви го кажам онака, најслободно да го кажем, не за се мачам, дали додам дали едноставно да ја прифатам там маченичка смрт која има Бог за мене, или да се жртвувам целосно за црквата. Да живее во служба, што значи да продолжи да живее, тоа значи прогонство, како и до тој момент, каменување, бродоломи, отфрленост и од светот, и од евреите, и од неговиот дом, валјда, па и од некој од црквата, како што гледаме, или да умре, и тоа значи да умре маченички. Пошто во првиот век да умре некој за верата, кој во окови, најчесто значи маченички, крст, спалување во оган или арена полна со гладни лавови. Човекот не знае за што да одлучи. Апостол Павле е поделен од овие два избора. И двата му се подеднакво привлечни. Веројатно, ако е себичен, ќе ги бира лавовите, пошто сака колку што е побрзо да биде со Христос. Ама заради љубовта кон Христос и неговата црква, тој смета дека поблагословено за другите е да остане. За него да живее или да умре е значи Христос. Отприлика тоа го кажува со оваа реченица. Да живеам или да умрам значи Христос. Ако не сте знаеле што значи тоа, отприлика тоа значи тоа. За еден таков човек станува збор. За една таква вера.
се зборува овој текст. Тоа што е интересно е дека во посланието не можеме да сретнеме никаква горчина, никаков страв за тоа што го пишува, пошто во тој момент апостол Павле во окови и неговата иднина е неизвестна, он не знае што ќе пресуди Цезарот за него. Цезарот може да сте гледате филм, лаови, ајде, ќе го поштедат. Од прилика тоа е моментално кај се наоѓа, тука е апостол Павле, не се знае. Не знае што го очекува. Тоа што можеме, тоа што е фрапантно во ова послание, можеме да видиме радост, исполнетост и краен мир, без разлика на ситуацијата во која се наоѓа. Сега, кога веќе утврдивме за тоа кој го пишува ова послание, кој е тој човек, во каква состојба се наоѓа, и кога гледаме каков кредибилитет има, тогаш да видиме што тој човек има да каже за нас како да се однесуваме. Апостол Павле не е од оние кои не го живеат тоа што го проповедаат. Апостол Павле е прв кој го живее тоа што го проповеда. Прашањето кои денес сакам да ги одговориме за нас, кои се важни прашања е што те прави среќен? Што те прави среќен? Што вистински исполнува твојата радост? Кој е моментот во твојот живот кој кажеш јас сум наполно радосен сега? Јас имам мир. Кој е тој момент? Што е тоа во твојот живот кој ти го дава тоа? Што е она пошто копне твоето срце? Онака копнеш, за кој копнеш, сакаш да бидеш исполнен. Што е тоа што мислиш дека ќе ти донесе полнота и мир? Што е тоа? Од тоа што Михаил го читаше, почнуваме од тој текст. Втората глава, првиот до 11 стих, ќе идеме дел по дел од овој текст да видиме што зборува текстот. Првите два стиха вели вака: и така, ако има некаква утеха во Христа, ако има некакво охрабрување од љубов, ако има некаква заедница на духот, ако има некакво внатрешно сочувство и сомилост, исполнете ја мојата радост и мислете исто, имајќи ја истата љубов, еднодушни со мисли насочени кон едно. Во овој дел од текстот не можам да не го замислам апостол Павле како еден татко на оваа црква. Кој има неверојатна љубов за таа црква. Тој се поставува на еден таков начин, татковски, кога им кажува, знаете, исполнете ја мојата, комплетирајте ја мојата радост до крај со тоа што ќе живеете на тој начин. Она правилна татковска љубов, самопожертвована љубов. Го гледаме апостол Павле. Тој во окови, тој ја занемарува својата ситуација. Тој не пише во Филипи да каже, слушајте, јас сум во мизерна ситуација, дај направите нешто, пратете некој да ви донесе, пошто затворите во први век не се како денес. Според Конвенцијата за човекови права, дури и тие во затвори заслужуваат храна. Во првиот век кога си во затвор, никој не ти дава храна. Ти треба да имаш пријатели надвор од затворот кои ќе ти донесат храна. Така да, апостол Павле не им кажува на овие, слушајте, гладен сум, донесете нешто. Не. Тој дури, иначе само да знае дека Филипи, апостол Павле не ни баре некои врски од тие што се во Филипи, за да му помогнат со неговата ситуација и со неговиот статус. Филипи е град во кој живеат пензионираните римски генерали. Таму се стационирани се. Веќе не се борат, таму се живеат. И на крајот на посланието до филипијаните гледаме дека апостол Павле ги поздравува филипијаните од Цезаровиот дом. Тие што служат таму околу Цезар, затоа што веројатно тие се знаеле некој од нив лично. Така да апостол Павле не бара некои врски да му олеснат или не знам да му... Тој вика, мојата радост ќе биде комплетна ако вие сте еднодушни, ако вашата радост се исполнува, ако вие живеете во мир еден со друг. Неговата радост не зависи од неговата слобода и комфорт, како што видовме во воведот за апостол Павле и неговата чудна дилема, зашто повеќе тој преферира. Мада изборот и не беше кој што избор. Таквата љубов и природа немаат никаква смисла доколку нешто суштински се нема променето кај некој човек. Можете ли слушате ја причината за Павловата радост? Не за себе, не дури за неговото семејство, туку за црквата во Филипи. Тоа е неговата најголема радост. Ако кај тој човек се нема нешто суштински случајно променето, тоа нема никаква логика. Имаше не знам дали го гледате Хаус, серијата за докторот, Доктор Хаус.
Има една епизода во која во болницата доаѓа еден човек кој бил милионер, но во одреден момент почнал да раздава од се што има на луѓето. Све раздава. И без никоја причина, без некоја селекција, онака ги раздава сите тие работи. Кој да му побара нешто, тој дава. И сега е во болницата кај Хаус не затоа што е болен, туку затоа што видел дека некој има потреба од бубрек. И он оди сега да го донира бубрекот. Додека сите околу него се воодушевуваат на таа дарежливост, слава че да ви кажам, доктор Хаус е скептичен за таквата дарежливост и самопожртвуваност. Тој вика тоа не е нормално. Сите го величат за таа дарежливост, а Хаус бара медицинска причина за таа пореметеност што има човек. Тоа е тоа. Не може да верува. На крајот доаѓа и сопругата на тој човек, на тој дарежлив човек, и кажува, вика, не беше таков, отеднаш му текна, сега нема и ништо да јадеме, но све раздал човекот. Хаус ја тера целата приказна до крајни граници, да види докаде ќе продолжи тоа лудило и прака луѓе кај тој дарежлив човек, пациент, да види дали тој дарежлив пациент ќе почне да дарува органи со кои практично тој ќе се самоубие. И тој тоа го дава. Едноставно одлучува да ги даде и срце. Све дава. Здрав, прав, одлучува све да даде. Сега доктор Хаус открива едно ретко пореметување кај тој човек, кој иначе изгледаше сосема нормален, само премногу дарежлив. Доктор Хаус го гледа тоа пореметување, го лечи и човекот станува нормален, не дарежлив. Тоа е тоа. Важно е да се разбере дека тоа е филм, тоа е сценарио напишано. Не знам дали постои такво пореметување. Дури и апостол Павле, кога го читаме, може лесно да додеме до таква констатација за такво размислување од прва глава и сега за тоа што откриваш што е тоа што ја гради неговата среќа и ја комплетира неговата радост, станува малку чудно ако нешто суштински кај него не е поразлично од било кој друг човек. Не е нормално да бидеш во една таква ситуација, а да те радува благосостојбата на црква која можеби еднаш во живот си ја видел и тоа е тоа. И тоа ти е најважно во животот. Од тоа да зависи твојата радост. Тоа не е нормална работа. Но нешто суштински се има сменето кај тој човек. Зошто апостол Павле размислува така? Како може тоа да биде неговата среќа? Може би тој нешто знае што ние не знаеме. Апостол Павле го зема нормалното и кажува дека тоа можеби е нормално во паднатиот свет, но во суштина нормалното не е нормално. И добро е тоа што сега е ненормално, во конечно ќе стане нормално, бидејќи Господ натаму ја неповратно ја движи целата историја. Но што сега е нормално? Нешто кое треба црквата да го отфрли, а што е тоа ненормално кое треба да се прифати и да се живее? Што е тоа ненормално? Третиот и четвртиот стих Павле зборува вака: не правете ништо од надпреварување или од суетно честолюбие, туку во понизност сметајте се еден друг за поголем од себе си. Не гледајте секој само на своето, туку секој нека гледа на она што се однесува за другите. Нормално е тоа. Мене тоа ми звучи прилично ненормално. Треба да ги сметам сите другите по-важни од мене. Сите. Не смеам да гледам само на своето, туку треба да гледам на другите пред себе, благосостојбата на другите пред себе. Денес нема да зборувам многу за теологија, колку за христијанско поведение. Можеби за тоа не збориме многу. Сме го прифатили тој дискурс после просветителството дека човекот е разумно битие. И дека ние пред се е разумно битие, и дека ние разумски битија на некој начин така функционираме. И понекогаш се лажеме дека кога нешто ќе разбереме, дека тоа уствари станува дел од нас. И последните неколку проповеди зборов, тоа не е така. Да се разбере нешто и да се живее нешто е сосема различна работа. Да разбереш нешто е отприлика 10%, максимум 10% од тоа дали станува тоа дел од твојот живот. Ништо не мора да значи тоа да разбереш нешто. Да се живее нешто е сосема друга
работа. Човек може да има најисправната теологија, а сепак неговото поведение да биде ужасно. Може би имаш добро разбирање за тоа кој е Исус, може би многу разбираш за тоа што е црквата, па може би имаш огромно познавање за Библијата и верата и теологијата, а твоето поведение да биде ужасно, мизерно или крајно несоодветно со тоа како христијанинот треба да се однесува. Не се работи за тоа како христијанинот размислува, само туку како тој треба да се однесува, како христијанинот треба да живее. Денеска сакам да зборам малце за тој термин саможивост. Дали сте го слушнале тој збор? Што е тоа? Доаѓаме до тој важен збор, саможивост. Може би тој термин не ви е многу познат, но ако го кажа зборот егоцентричност, може би веќе ви е малце попознат тој збор. Кога ќе слушате тој збор, може би ќе помислите веднаш на некој близок или пријател или некој познаник кој е малку попознат по тоа да мисли малку повеќе за себе. Имаме ние такви блиски пријатели. Кога ќе кажам дека некој е егоцентричен, може би секај вас во глава доаѓаат ликови кои знаете дека се малце, може би не се тен психопати у таа работа, но нависнуваат у тој правец да бидат малце егоцентрични. Ретко ќе помислиме кога ќе го кажеме тој збор на себе. Дека може би јас сум егоцентричен. Никош не се замислам себе си како егоцентричен. Само жив. И може би за некој случај во кој јас сум бил егоцентричен. Ретко тоа го замислам. Денешната филозофија на животот, да кажам нормалното, е се околу тебе да биде компатибилно за тебе. Се. Целата економија е поставена така. Се да биде компатибилно за тебе. Апсолутно се. Компатибилност за тебе и да ти одговара на тебе е речиси целата филозофија на целата индустрија и на целата економија. Тоа е еден кантовски пресврт во историјата на филозофијата, кога, например, пред Кант, кога ги наблюдувавме работите беа центарот и човекот зима повеќе перспективи и гледа на работата. А сега веќе човекот станува центарот на се и он ствари гледа околу него. Целото внимание е на човекот. Додека тоа размислување го имаме за предметите и работите, не е толку страшно да размислиме дека треба да ни бидат компатибилни сите тие работи, iPhone да биде како што треба, синхронизација да биде како што треба, колата да постави на работите пред мене да биде најкомпатибилно што е можно, да ми биде најнадофат, најлесно. Додека тоа го размислуваме за работите, не е толку проблем. Но кога ќе почнеме тоа да го размислуваме, тој начин на размислување да го имаме кон луѓето, тогаш веќе станува вистински проблем. Таа некоја економија ја применуваме на луѓето и таквото размислување за компатибилност станува нормално. И тоа е многу нормално. Добиваме едни променети вредности, едни лоши основи за животот. Кој е нормалното размислување? Тоа не кажам дека тоа е ваше или мое размислување, кажам нормално, општо прифатено размислување сега по прашање на некои односи. Пример, бракот. Бракот е компатибилно за тоа дали другата личност е компатибилна за мене и за мојата самореализација. Дали другата личност ќе послужи за моите потреби во бракот да бидат задоволени, при тоа да можам непрекинато мојот развој да го продолжам во кариерата, во задоволствата, во забавата и така натаму. Компатибилност. Пред се тоа го бараме. Компатибилност. Компатибилност за децата. Компатибилност за тоа дали одговарат на нашиот распоред. Нашиот распоред е многу важен. Кои викенди може да одиме, кои денови од неделата, ако почнат до школа, отиде животот. Па за тоа дали влијаат на нашиот комфорт децата. Тоа е многу важно. Ја пресметуваме таа компатибилност. Пријателите. Компатибилност за тоа дали одговараат на моите потреби, моите пријатели. И најважно е да не ми се досадни, ако се досадни пријатели, тоа е веќе тешко се премостува, и да не бидат многу захтевни. Има некои многу захтевни пријатели. Може да го откачиш, човече. Црквата.
Компатибилност за тоа дали ми се допаѓаат луѓето таму. Има некои луѓе што ми се допаѓаат, некои не ми се допаѓаат. Дали ми се интересни богослужбите. И важно, да не се бара многу од мене. Значи, дојдов, се отидов, мислам, тоа е тоа. Семејството. Да не ме посрамотат, не дај Боже. Да не се избламираат, посебно сега на Facebook, тие малце постарите генерации, значи не знаат веќе што е зид, што е комент, што е порака, оно, на зид ќе напише нешто, леле, бриши, молим те. Наследството каде ќе заврши? Дали е правилно распределено се? Дали ме заслужуваат мене како татко? Дали ме заслужува моето семејство како мајка, како ќерка, како син, како брат, сестра? Пошто јас сум да ме грабнеш и да бегаш. Јас сум одличен. Семејството мора да биде компатибилно за мене. Во денешно време, според многу социолози, ние остануваме поврзани со луѓето само доколку тие можат да ги задоволат нашите потреби по исплатлива цена што ја плаќаме за тој однос. Да не се лажеме, за секој однос ние плаќаме цена. Но според економијата на денешницата, ние остануваме поврзани со односи само во тие односи во кои се исплати да останеш. Да добиеш повеќе, а помалку да платиш. Само во тие, пошто тоа е економијата. Не да можеш да платиш повеќе за некој однос. Тоа е загуба. Тоа е денешната филозофија, тоа е нормалното денеска. Така размислуваме, се надам дека не, но така сме на некој начин притиснати да размислуваме во сите тие аспекти од животот. Денес тоа е нормално. Тоа е живот во саможивост. Тоа е на некој начин идеалот да ти се поклопат сите тие коцки. Тоа е идеалниот живот. Можеби не е се толку очигледно кај нас, во нашите постапки, во моите постапки. Можеби формата на саможивост во која живееш не се манифестира на толку видлив начин. Но преку пасивно, често пати преку пасивно агресивно однесување, се обидуваш со петни жили да завземеш повисока морална позиција. Знаете ли што е повисока морална позиција? Сега ќе ви кажам што е тоа. Јас сум мајстор за тоа. И се пронаоѓам многу пати во таа ситуација. Се жртвувате себе си или својот комфорт за другиот, за после на другиот да му текне дека треба да тебе да ти задоволи нешто или да се сети на тебе. Значи јас жртвувам, инвестирам во односот, за после на другиот да му текне дека он треба да ти услужи на тебе. И кога на другиот нема да му текне, пошто често не му текнува, ти стоиш на таа морално повисока позиција, во која другиот нешто тебе константно те должи, или не го препознава твојот труд, а ти со горчина продолжуваш да се жртвуваш, без при тоа некој на тебе да ти каже ни фала. И ти си во таа една grumpy position, како да кажам, на горчлива позиција во која ти се жртвуваш, сите ти должат и ја имаш таа морална повисока позиција од која стоиш. И ги гледаш сите од еден метар повисоко. Затоа што ти се жртвуваш. Има луѓе кои толку ја посакуваат таа позиција, што не само што не сакаат да должат на никому, туку не сакаат да примат ни подароци. Не сакаат да бидат должници во никој случај. Таа повисока морална позиција им е се во животот. И тоа е нивниот идентитет. Звучи горшливо, но не има и такви. Јас како што кажав, сум мајстор за тоа. Признам. Тука лежи мојот греф. Голем дел мојот греф. И во таа горчлива состојба и покрај целото жртвување, како што апостол Павле ме предупредува да не правам, а правам, повторно мислите се насочени кон мене. И целата игра на преварување е сведена на тоа дали на некој ќе му текне за мене, и кога тоа нема да се случи, јас се надувам и изигрувам жртва за другите. Без разлика на тоа како се манифестира саможивоста, таа никогаш не носи радост и среќа. Или било какво исполнување во животот, макар и тоа што секоја реклама што ќе ја видиш ќе ти го каже тоа. Секоја реклама ти кажува саможивоста, егоцентричноста е кулминацијата, е врвот према кој треба да одиш. Тоа е правецот. Оди натаму.
Се треба да биде компатибилно за тебе, да служи на тебе. Секој треба да служи на тебе, да биде компатибилен за тебе, за твојата визија за животот. Се треба да се прилагоди на тебе. Тоа е поентата, тоа е целта, тоа е врвот према кој треба да одиш. Но колку повеќе се трупаш со внимание, колку повеќе се трупаш со нешто во животот, толку повеќе си празен и толку повеќе си осамен. Мојот заклучок е следен. Едноставно не сме создадени за еден таков живот. Тој е мојот заклучок. Не сме создадени за еден таков живот. Не сме создадени грабнатото да не исполни со радост. Кога ќе грабнеш нешто, тоа да те исполни со радост. Не сме создадени такви. Затоа што колку и да грабаш не е доволно. Не сме создадени за рефлекторот да биде насочен кон мене. Не сме создадени за тоа. Иако можеме некој го посакува тоа, бе центар на внимание. Не сме создадени за тоа. Ништо од тоа во конечност нема да не исполни со радост и задоволство. Погледнете ги оние за кои ние сметаме дека денес стојат на врвот. Според денешната дефиниција. За кои сметаме дека за кои сметаме ние денес дека стојат на врвот? Да не се правиме лажно скромни, можеме да вистина лично не ги гледаме на врвот тие луѓе, но според нормалното тие се на врвот. Се оние кои изобилуваат со нешта, некои се богати, кои имаат све, па макар и тие нешто да се грабнати, или нашки кажем се снашле, и оние кои се под рефлекторите. Видете само каков им е животот. Голем процент од оние кои се на таа позиција, толку не можат да го поднесат животот, а нема повеќе што да се грабне, нема повеќе рефлектори кои што може да бидат насочени кон нив, бегаат од животот, бегаат од таа некоја трезвеност во животот, некои учени бегаат од рефлекторите. Едноставно тоа е дестинација на живот до саможивост. Тоа е дестинацијата. Тоа е резултатот. Тоа е плодот. Да не можеш да го поднесеш тоа. Оддалеку изгледа примамливо, но кога веќе си таму ја гледаш празнината, ја чувствуваш празнината. Има еден холивудски клуб 27 го викаат за сите тие познати, богати, млади и убави глумци кои се убиле пред 27-та година. Процентот е голем. Имале апсолутно се. И тоа е поентата. Имале апсолутно се. Целата слава имале. И ги викаат клуб 27. Апостол Павле во ова послание најмногу зборува токму за радоста. Теолозите така го нарекуваат тоа послание, бидејќи апостол Павле без разлика во каква состојба тој се наоѓа во моментот, тој е исполнет со неверојатна радост. Па ги учи филипјаните како да дојдат до таа радост. Радост за која сме создадени, радост во која пребиваме во нашата оригинална состојба. Која е нашата оригинална состојба? Ако не најдеме каде ние треба да пребиваме, што треба да правиме, кој треба да бидеме, како да се однесуваме, ние радоста нема да ја најдеме во животот. Можеме да гледаме ефтини трикови, може да гледаме ефтини копии за тоа што значи радост и кај треба да отидеме. Но ако не откриеме вистинската позиција за која ние сме создадени како битија, ние радост нема да најдеме, колку да се трудиме. Како доаѓаме до тој пат? До на поведение кое вистински го краси секое Божјо дете. Поведение кое отсликува внатрешната радост. Веќе прочитавме за тоа како треба да се однесуваме. Апостол Павле вели вака: не правете ништо од надпреварување. Значи не се надпреварувајте. Или од суетно честолюбие. Тоа апостол Павле не кажува сега да не трчаме или да не играме фудбал. Не се работи за тоа. Се работи за таа некоја сува гордост во животот во кој се надпреваруваме кој е подобар од подобар, кој е подобар од другиот. И се некој начин газиме еден по друг. Апостол Павле вика: не го правите тоа. Суетно честолюбие. Туку во понизност, еве го клучен збор, во понизност сметајте се еден друг за поголем од себе си. Знаете, дури од надпреварување може да се сметаме поголем еден од друг. Знаете, ти си поголем од мене и така се надпреваруваме. Тоа е обратен концепт. Но преку понизност ние треба да се сметаме еден за друг за поголем од себе си. Вели, не гледајте секој само на своето, туку секој нека гледа на оно што се однесува за другите. А зошто таквото однесување? Од ова
од оваа појавна точка кај што сме сега, можеби тоа ви звучи скапо. Зошто тоа да го правам? Што ќе добиаме со тоа? Ми се чини дека само губам. Од една страна ги гледам другите поголеми од себе си, понизно ги сметам, од друга страна треба да се грижа за добробитот на другите. Зошто таквото однесување? Еве го клучниот стих. Имајте ја во себе, 5 стих, истата мисла која беше и во Исуса Христа. Истата намера, истиот начин за живот, истата филозофија на живот која беше во Исус Христос. Има едно познато во 90-ти беше најпознато тоа во Америка, во западниот свет. Беше една кратинка WWJD. What would Jesus do? Или преведено на македонски, што би направил Исус? И тоа го става на колбичка, ланче, нешто, на капа, на мајца. Што би направил Исус? И тоа е онака риторичко прашање да те потсети во секоја ситуација кај да се најдеш, можеби не знаеш како да постапиш, да си помислиш што би направил Исус. Интересно е дека тоа тие колби со што би направил Исус биле најкрадени во продавниците кај што се продавале. Што е интересно. Бидејќи истата мисла, истото поведение беше она кој излегуваше во Христос, од Христос. Тука ќе мора да застанеме и да се поставиме едно важно прашање кое ќе открие што веруваме ние и дали ние навистина преку нашето поведение имаме доверба во Бог. Прашањето е, дали веруваш дека Исус го живееше совршениот живот? Дали го веруваш тоа? Дали Исус имаше совршен живот? Колку беше тоа? 33 години? Дали Христовиот живот беше исполнен живот? Или мислиме дека неговиот живот беше тотална грешка, пошто мораше така да колатерална штета? Дали неговиот живот беше исполнен? Дали веруваш дека Исус е патот, вистината и животот? Дали животот на Исус беше живот во полнота? Што мислиме? Не мора на глас да дадеш одговор. Само погледни на твоето поведение, кој е резултат на твојата теологија, и ќе видиш дали ти тоа навистина го веруваш. Твоето поведение е резултат на твојата теологија. Не тоа што го разбираш тука, што мислиш дека го разбираш тука когнитивно, туку тоа што го веруваш тука. Или како што евреите кажуваат во стомакот тоа што го веруваш. Од тука доаѓа верувањето, од тука доаѓаат постапките, од стомакот. Твоето поведение открива не што си разбрал тука, туку што веруваш тука внатре. Дали градиш само живост или градиш со живот? Каква теологија имаш? Каква теологија открива твоето поведение? Според поведението на апостол Павле, вистинската радост и исполнување се наоѓа во градењето на христијанскиот живот, за кој Исус покажа совршен пример, кој секој од нас треба да го следи. А што направи Исус? Ќе го прочитам остатокот од текстот. Кој иако е во Божјо обличие, тој е во Божјо обличие, тој е Бог во тело, тој е Бог со целиот тој потенцијал на божество, не го сметаше како грабнато тоа што е еднаков со Бога. Исус не одеше наоколу да каже, знаеш што, јас тоа го заслужувам, тоа е мој, се е мое, јас тоа го заслужувам, готово. Има една серија во Friends, кога Джои треба да замени една актерка, и сега, мислам, причината е банална, мозокот на таа актерка го ставиле на Джои, и сега он, фактички во друго тело, ја генерира таа улога. Сега катастрофа. Во секој случај, таму кажа како треба да се однесува. Вика, кога ќе влезеш во собата, треба да се однесуваш како ти веќе ја поседуваш собата, знаете ли. Исус не одеше така посед како да он го поседува светот. Тој ништо, тоа не сметаше дека е како грабнато, како негово, да го грабне и да каже ова е мое, ова мене ми припаѓа. Туку се лиши самиот себе и зеде обличие на слуга, станувајќи сличен со луѓето. Се лиши сам, се откажа од себе си, се испразни
Тоа е еден грчки збор кој сега ќе носи, се испразни себе си, го испразни целиот свој потенцијал, сите своји права, се испразни од сето тоа и стана слуга, стана како луѓето. И откако се најде во лик како човек, тој се понизи, како тоа да не беше доволно, што од Бог стана човек, па тоа е доволно. Што друго треба? Се испразни од сите своји права како божество, од сето тоа што он го поседува. Се испразни, се откажа и се најде како човек. И апостол Павле вели вака, и откако се најде како лик, како човек, тој се понизи сами од себе и стана послушен до смрт, дури до смрт на крст. Па ако нешто треба да биде дел од него, а тоа е да бидеме послушни на него, не он да биде послушен на некој друг, или да се понизи. Но тој се понизи и стана послушен до смрт. Трагаме до главниот момент. Затоа и Бог го превозвиши и му подари име што е над секој име, и во Исусовото име да се поклони секој колено на оние кои се на небото и на земјата и под земјата, и секој јазик да исповеда дека Исус Христос е Господ, за слава на Бог Таткото. Патот до возвишеноста и полнотата е преку понизноста. Нема друг начин. Нема друг начин. Самооткажување и понизност. Таа на вистина е спротивна од размислувањето во светот. Она нормалното кој го гледаме околу нас. Таа филозофија е многу спротивна. Диаметрално спротивна. Патот на самооткажување и понизност. На тоа сме повикани. Во 1 Петрова, Петар своите слушатели, своите читатели, во тој момент црквата ќе ги каже вака: понизете се под крепката рака Божја, за да ве воздигне кога ќе дојде времето, кога ќе се исполни времето. Знаете, тоа покажува, овој текст покажува неколку работи. Прво покажува трпение. Трпение во понизноста, тоа не е лесна работа. Но покажува и вера, дека Господ нема да биде изигран. Нема да биде изигран од сите тие кловнови кои се шетаат во светот, од сите тие манипулатори кои се шетаат во светот. Господ нема да биде изигран. Тоа е вера. Наместо да се лактаме за место, да газиме по луѓе за позиција, да го креаме гласот, да се дереме на гласот, да бидеме слушнати, Петар вика: понизете се под Божјото водство, за тој да ве воздигне кога ќе дојде вистинското време. Тоа е патот, нема друг пат. Изреки 15:33 вели вака: стравот Господов учи на мудрост, а пред славата оди смиреноста или оди понизноста. Пред славата оди понизноста. Ние викаме, кој високо лета, ниско паѓа. И сега знаете што е интересно? Сите тоа го знаеме. Сите, апсолутно сите тоа го знаеме. Ама кога сме на тој лед да одиме до високо, колку што е можно повеќе до високо, го забораваме тоа. Мислиме дека никош нема да паднеме. Изреки 22:4 вели вака: плодови на смиреноста се, или плодови на понизноста се, стравот Господов, богатството, славата и животот. Сите тие копнежи за благосостојба, сите тие копнежи за мир, сите тие копнежи за исполнетост, за љубов, па дури за внимание. Тие се нешто кое верувам дека се дадени внатре во нас. Но начинот на кој доаѓаме до тие нешта е многу различен. Дали тие работи ги грабаме или чекаме Господ да ни ги даде, тоа е веќе друга работа. Начинот на кој вистински ќе дојдеме до таа полнота во животот, единствено до таа вистинска полнота во животот, не е преку газање луѓе, не е преку грабање, туку понизно, чекајќи на Божјото време, сметајќи се еден за друг, поважни од нас. Учествувајќи и работејќи за благосостојбата на другите околу нас колку што можеме. Сметајќи ги за поважни од себе. Понизно гледајќи на нашиот живот. Да не се не преверуваме кој е попаметен, кој е поважен, кој има појак статус и што ли се не.
Патот до вистинската полнота е преку понизност, преку самооткажување и целосна доверба во Бог, кој во одреден момент тој ќе не воздигне во вистинското време. Саможивост или соживот? Како живот живееме ние? Како живот живееме? Ако веруваме дека Христовиот живот бил живот на исполнетост, дека Христос покажал совршен пример за нас како да го следиме, следната проповед ќе видиме што Исус нас не охрабрува да правиме. Само на тој начин доаѓаме до тоа што апостол Павле го чувствува во тој момент, кога ја пишува на црквата во Филипи. И тој тоа го пишува вистински. Тоа не е некоја парола, не е некоја политичка кампања која тој ја води, дека неговата радост деме ќе биде исполнета ако тие живеат во единство, во соживот. Не, тој вистински тоа го верува, вистински тоа го чувствува. Затоа што апостол Павле ја открил вистинската радост кај се наоѓа. Апостол Павле открил вистински зашто тој е создаден, зашто е повикан да живее. И во еден таков пример, ние треба да го следиме и него како што тој го следеше Христос, само пожртвовано, понизно да оди по Божиот пат и да работи за благосостојбата на другите. Не збориме сега многу за теологија, туку за христијанското поведение. Уште за тоа многу поретко збориме во последно време. Верувам дека тоа е многу важно. Многу важно затоа што христијанското поведение треба да ја отсликува нашата внатрешна теологија. Моето прашање секогаш е што отсликува нашето поведение. Кога ќе не видат луѓето, што ќе заклучат они, што веруваме ние. Еден пример од историјата каде Фрањо Асишки со своите некаде во 12 век со своите студенти оди во едно село и им кажал на своите студенти дека ќе одат на евангелизација. Кога ќе кажам евангелизација, што ви доаѓа на памет? Дека некој со микрофон ќе земе да евангелизира и ќе проповеда. Тоа го очекували неговите студенти, одат во селото, работат таму во селото и студенти го прашуваат: добро, па нели дојдовме за евангелизација? А они цело време го чистат селото и помагаат на болните. Фрањо Асишки кажал вака: ние сега евангелизираме, а ако има потреба ќе кажеме некој збор. Христијанското поведение мора да зборува многу за нашата внатрешна вера. А каква вера открива нашето поведение? Ајде се молиме. Татко наш небесен, благодарам Господи за тоа што Исе Христе ти даде совршен пример за тоа што значи да се биде следбеник на патот. Господи, ти не охрабруваш да следиме во чекор, затоа што Господи Боже мој, само на тој пат, колку и нелогично на нас да ни звучи, само на тој пат можеме да дојдеме до вистинската радост, до вистинската исполнетост. И Господи, верувам дека луѓето околу нас тоа ќе го разберат, ќе го видат. Боже мој, ние имаме потреба од Твојата сила да одиме по тој пат. Боже мој, често пати зборувам за тоа и навистина го верувам тоа дека христијанскиот живот не е тежок, тоа е невозможен живот. Затоа Господи, ти го пракаш Светиот Дух секојдневно да не исполнува да го живееме тој живот, Господи. Татко ме те молам, секојдневно потсетувај не да пред да почне денот, да се исполниме со Твојата сила, да можеме да го живееме тој живот за кој ние сме повикани. Бидејќи само на тој начин, Господи, ние ќе дојдеме до вистинската радост. Вистински ќе го погледнеме другиот до нас, ќе го сакаме вистински и ќе работиме за добробитот на таа личност. Благословени Господи Боже ме, направи на црква која ќе го живееме тоа евангелие кое го проповедаме. Се оставаме во Твоите раце, Господи. Амин.